Зоран Заев го заборави истокот, па во обид да го добие вниманието на јавноста, повторно се расфрлила со празни ветувања. Со вакви обвинувања денес на прес излегува од штипскиот огранок на ВМРО ДПМНЕ, коментирајќи ја саботната посета на премиерот и лидер на СДСМ Заев на Штип. Посетата на Заев во Штип ја откри несигурноста на премиерот, кој своите мегаломански ке проекти, насочени за манипулирање на штипската јавност, ги презентираше како нешто што веќе се случува. Тој зборува за брана на река Отиња како утре да сече лента, а заборава да спомне дека 2 години не можат да довршат 200 метра од коритото на истата река. Очигледно дека браната на река Отиња е следен проект за лажење пред избори после жичарата на Исарот и аквапаркот на Суитпакот. Дека Заев се расврла со празна реторика и неговиот збор не е за верување. Говори фактот дека тој сечеше лента на автопат што без притисок на јавноста немаше идеја како да го заврши, а за волја на вистината се уште не е комплетно завршен. Заев работи за Штип и регионот како никој досега возврти СДСМ. Благодарение на поддршката од владата, Штип конечно ќе ја добие браната на Отиња која чека 35 години. Ова испроведувањето на вистински реални проекти од страна на СДСМ е доволна причина за нервоза кај опозицијата, сметаат штипските социјалдемократи. Изградбата на брана на река Отиња е најзначајниот проект за Штип. Истиот се реализира и не се крие неговата документација како што тоа го правеа од ВМРО ДПМНЕ. Тоа е строго држење до програмските цели кои ќе придонесе за отварање на нови локали со нови содржини и 10-кратно зголемување на туристичката понуда на Штип. Секако најважно е и регулацијата на водите во коритото на река Отиња. Пред само неколку години Отиња го преплавуваше коритото во централното градско подрачје, а тогашните власти не преземаа ништо за да го спречат тоа. Сега се заложуваме силно за овие слики никогаш повеќе да не се повторат. Потенцираме и дека автопатот Миладиновци Штип во 2017 беше далеко од завршен, а го затекнавме со далноводи на трасата и безброј други недостатоци. Со домаќинско работење успеавме не само да го завршиме автопатот, туку и да заштедиме повеќе од 40 милиони евра.